Еве на денешниот состанок на општинскиот кризен штаб ги разгледавме мерките кои што беа преземени во изминатиот период за да можеме и понатаму успешно да се справуваме со вирусот COVID-19, односно да ја заштитиме нашата општина и нашите сограѓани. На денешниот состанок на општинскиот кризен штаб донесовме заклучоци за сите поднесени економски оператори, барањата од економските оператори кои што беа до нас како локална самоуправа, и општинскиот кризен штаб донесе одлука за сите тие оператори без дискриминација на ниту еден да можат да функционираат во текот на престојниот продолжен викенд и да ја обавуваат онлайн својата дејност. Исто така беше предложено одредени мерки за престојниот христијански празник Великден, каде што забраната за движење важи за сите и одредени мерки кои што како информација ќе ги дадеме после преку социјалните мрежи од општина Делчево, за да знаат и верниците како да се придржуваат, но и свештените лица кои што ќе ги вршат литургиите во храмовите, православните храмови. Исто така, општинскиот кризен штаб донесе одлука за сите оние земјоделци кои што имаат потреба за движење во овој предстоен продолжен викенд, за да можат да извадат дозвола, односно да се јават до локалната самоуправа, да бидат евидентирани и тој список да биде пренесен во Оделението за натрешни работи ОВР Делчево, врз основа на кој што тие ќе се контролираат. Општинскиот кризен штаб зазеде став и како заклучок се донесе дека луѓето кои што чуваат стока, животни, да можат тие да бидат евидентирани и тој список да биде предаден до ОВР, додека луѓето кои што обработуваат земјоделски површини тоа да го направат во текот на другите денови, не во текот на овој продолжен викенд, за да не биде злоупотребено и да не се ствара револт кај останатите наши сограѓани. Тоа беа претежно заклучоците, но исто така и за сите маркети, аптеки и други субјекти кои што работат да преземаат поголеми заштитни мерки, односно со поставување на перниче пред лезовите и дезинфекција на количките каде што ги има во поголемите маркети, корпите за кои што ги употребуваат граѓаните, односно сите тие мерки да бидат со една зголемена активност за да сите ние заедно го сочуваме јавното здравје. Тоа беа заклучоците на денешниот општински кризен штаб и информација дека до вчерашниот ден имаме во самоизолација 14 лица, немаме заразени лица во општина Делчево и јас се надевам и посакувам да остане така и во наредниот период и успешно да се справиме како општина со оваа криза. За информација за граѓаните, во текот на денешниот ден и доколку не стигнеме во текот на утрешниот ден, ќе поставиме уште 2 пункта за дезинфекција. Тоа е на граничниот премин према Република Бугарија и другиот пункт ќе биде на патот Пекчево-Делчево над селото Тработивиште.